Добар ден, почитувани, започнува уште едно ново издание на емисијата 0+ месеци на телевизија Телма. Денеска ќе зборуваме за еден проблем кој често се јавува кај жените кои што дојат. Маститис. Што е маститис, на каков начин се лекува, како може да се препознаат првите симптоми? За сето ова подетално со денешната гостинка, доктор Корнелија Трајкова, специјалист по гинекологија и акушерство од Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте. Добар ден до гледачите на вашата емисија. Ви благодарам за поканата, која со задоволство ја прифатив. Кога зборуваме за маститис, тоа е една состојба која што најчесто се јавува на самиот почеток, кога ќе се воспостави доењето, но често пати може да се јави и во текот на подоцнежното доење. Кои се првите симптоми кои што укажуваат на овој проблем? Јас би сакала само едно објаснување дека сега ќе зборуваме за маститис кој се јавува во доењето, инаку терминот маститис опфаќа едни други состојби. Вон периодот на доење, тоа нема да биде опфатено во денешната емисија. Во однос на периодот на доење, маститис практично представува една состојба на инфламација, воспаление на дојката, на млечната жлезда, која што се карактеризира со појава на симптоми кои што се јавуваат многу брзо, многу ненадејно, неочекувано и е многу важно да се распознаат на време. Маститисот, односно, ќе напоменам прво, стаза на млеко, застојот на млеко во дојката, најчесто се јавува во почетокот по воспоставувањето на доењето, значи во периодот на првите недели по доењето се калкулира според некои податоци дека е најчесто во втората, третата недела од доењето, во првиот, во вториот месец, меѓутоа факт е дека секогаш постои ризик во периодот на доење, во било кој период да се јави, па дури и подоцна по регуларно воспоставено доење. Така да секогаш жените кои што дојат треба да бидат свесни, на време да реагираат за симптомите кои што се јавуваат, затоа што на времено детектирање и реагирање многу полесно ќе може да се спречат понатамошните компликации, така. Значи, зборуваме сега на почеток застој на млеко. Која е најчестата причина поради која што се јавува застојот на млеко? Дали лошата положба на бебето при доењето или пак е нешто друго во прашање? Токму така, може да биде и лошата положба на бебето при доењето, меѓутоа клучна работа е уште од почетокот по породувањето, односно при воспоставувањето на доењето, жената добро да се едуцира за начинот на доење, односно многу е важно да се воспостави правилно доење уште од почеток, со тоа што мајките се судираат од една страна физиолошка состојба на која треба да се адаптираат, меѓутоа од друга страна една нова настаната состојба која што може да биде специфична за нив и на многу од нив им е потребна соодветна едукација за да може соодветно да продолжат со доењето и да се превенираат вакви состојби. Причините не се многу јасни, меѓутоа факт е дека најпрво се работи за стоп во истекување на млекото, во излегување на млекото од дојката, односно стоп на каналите, што предизвикува застој на млекото, значи започнува со задршка на млеко во млечната жлезда, или стаза на млекото, која доколку не се препознае и не се реагира на време, а реагирањето значи да се стимулира измолзувањето, да се стимулира доењето, како би се отвориле повеќе каналите, млечните канали и би дошло до намалување на симптомите на ваквата состојба. Доколку тоа не се познае на време, она што следи подоцна е како резултат на застојот на млекото да се створи една средина која што е многу поволна и за развој на инфекција, прво нормално инфламација, потоа следи развој на инфекција и влошување на симптомите до многу посериозни состојби кои што бараат посериозен третман и лекување. Така, значи најдобар сојузник во решавањето на овој проблем е всушност бебето. Бебето треба што почесто се става на дојка и да цица. Се препорачува и измолзување рачно или пак со некое помагало, што е подобро во ваков случај доколку има застој на млеко? Основно е да се стимулира доењето, колку е можно почесто да се стимулира доењето, да се воспостави еден ред на доење уште од почеток, но доколку се забележува дека детето е соодветно нахрането, новороденчето, а повторно има застој во дојките, односно има поголема продукција на млеко и во периодите помеѓу доењето може мајката да ги стимулира дојките, да се доизмолзува. Најдобро е тоа да биде рачно, меѓутоа постојат и одлично современи пумпи кои што се користат и се препорачуваат и имаат одличен ефект, го олеснуваат измолзувањето. Хиперпродукцијата на млеко е голем проблем, иако најчесто се зборува за оној друг проблем, кога мајките немаат доволно млеко. Кога мајката има повеќе од доволно, дали тогаш почесто треба да се измолзува покрај доењето?
Треба, пак ќе речам, треба да се стимулира доењето, меѓутоа и треба да се измолзува во паузите помеѓу доењето. Како би се спречило, барем во почетната фаза, како би се спречила ваква состојба на стаза, на задршка, која што може да се влоши доколку не се распознати, не се третираат симптомите на време. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Доколку сакате да се вклучите во овој разговор со ваше прашање, слободно јавете се и ќе бидете вклучени во програма. Доколку дојде до компликација на состојбата, се развива маститис. Сега има бактериски и небактериски маститис. Можете да ни објасните која форма е посериозна? Во однос на поделбата на маститисот на бактериски и небактериски, интересно е тоа што симптомите на маститисот започнуваат најпрво со една чувствителност на дојката, црвенило, чувствителност на болка, набабреност на дојките, може да има и промени на брадавицата на дојката, со рагади, со пукнатини, кои може да бидат инфламирани, но начелно првичните симптоми се локализирани само на местото на дојката. Во следната фаза може да дојде, доколку овие симптоми не се распознаати, не се третираат, може да дојде до развој и на општа симптоматологија, односно симптоми слични на грип, со општа малаксалост, со општа слабост, со покачена телесна температура. Тоа е малку посериозна состојба која што треба да се третира малку и поинаку. Меѓутоа, факт е дека многу тешко е на почетокот да се разликува дали се работи за бактериски или небактериски маститис. Факт е дека многу често бактеријата може да предизвика маститис и тоа е еден од најчести причинители се смета дека е стафилококус ауреус, односно некои од оние бактерии кои што може да бидат и дел од нормалната флора, било на кожата, било од устата на новороденчето. А во последно време постојат и студии кои што велат дека кај многу мајки кои што немаат симптоми на маститис, немаат симптоми на никаква инфламација, инфекција, при културелно исследување на млекото, односно микробиолошко исследување, се култивирани одредени, се изолирани одредени микроорганизми, за кои што честопати пак може да се направи грешка и да се поврзат со причина за маститис, што не мора да значи дека е така, туку фактите говорат дека и млекото може да биде колонизирано од некои бактерии кои што може да бидат дел од нормалната флора. Така да, стартно секогаш треба да се водиме по симптомите, по клиничката слика на пациентката, на жената, меѓутоа, доколку се сомневаме за бактериски маститис, потребно е да се направи микробиолошка анализа на млекото, потребно е да се направи и крвна слика во која што ќе видиме дали има покачување и на леукоцитите, која што исто така може да биде индиректен знак за бактериски маститис, и во тој случај апсолутно е индицирано давање на антибиотски третман. Пред да продолжиме за начинот на терапија, да го вклучиме гледачот кој што е на линија. Добар ден, повелете, кој се јавува? Добар ден, на телефон е Ангела. Вака сега се измолзував 9 месеци и прекинав со измолзување, меѓутоа се уште имам млеко. Кога ќе притиснам на туширање, се уште имам млеко. Дали тоа може да предизвика маститис? Дали да превземам нешто? Не е многу млеко, меѓутоа капка 2 се уште истекува. Така, благодарам што се јавивте. Благодарам, пријатно. Како во овој случај? Да, штом се работи за веќе прекината лактација, прекинат период на доење, може уште подолг период после доењето да се јавува ваква состојба при стимулирање на дојката, да капне по некоја капка млеко, што е во граници на нормала. Меѓутоа, доколку дојките се меки на палпација, при допир, значи нема никакви патолошки промени, не би требало да се работи за никаква патолошка состојба, па дури ниту за страв дека тоа може да биде ризик за појава на маститис. Сепак се препорачува редовен преглед на дојките, како и кај секоја жена, а нешто посебно дека треба да се превземе во ваква состојба, само во ваква фаза, кратко после прекин на доењето, не. Доколку количината на млекото е поголема, во тој случај да, може би некогаш се дава некаква терапија, меѓутоа во ваков случај не. Така. А доколку жената, односно доилката, забележи тврди грудки во градата кои што се болни, што треба да преземе во првиот момент? Доколку се забележи таква состојба, без никакви, доколку нема други некои симптоми, треба да се стимулира доењето, се советуваат и топли облоги, лесна, нежна масажа на местото каде што се наоѓаат тие грудки, туширање со топол туш, пласирање на топли
облоги на дојката и веднаш потоа стимулирање на доењето, односно доење, измолзување на дојката и да се направи обид тоа да се разбие. Некои мајки се обидуваат со облоги со зелка, помагат ли на вистина тие? Не би можела да кажам, затоа што согласно медицина базирана на докази нема такво нешто, меѓутоа многу од нас секогаш многу често се обидуваат да со таков тип на нефармаколошки методи, некои методи од времето што се останати од старите, па може би нешто од тоа и може да помогне. Меѓутоа јас како доктор такво нешто не би можела да советувам согласно медицина базирана на докази. Да го вклучиме следниот гледач кој што е на линија. Добар ден, во програма сте, кој се јавува? Ало, добар ден. Повелете. Здраво, да ве прашам, дали може да се прави ехо на дојка за време на доење? Јас имав некој проблем претходно, имам извадено бенигнен тумор, идев на редовна контрола и сега веќе дојам може година и 3 месеци и не сум била на контрола. Дали не знам дали нешто ќе покаже или не е сега, не е правилно време за тоа да се прави. Или не, моментот. Так. Благодарам што се јавивте. Ехо на дојка кај доилка. Да, може да се направи ехо на дојка, со тоа што треба да се консултирате со докторот кој што ја следи ситуацијата и секако да се следат препораките дадени од претходно после оперативниот третман или после дијагностицираната промена. Секако дека и докторот што ја води пациентката ќе знае каква била претходно промената и нормално дека може и во овој период да се направи ултразвучен преглед. Доколку се јави грудка на градаца, проследено со црвенило, но и температура, треска, некогаш жените качуваат и висока температура до 40 степени. Понекога се препорачува антибиотска терапија. Дали сите антибиотици делуваат во ваков случај и дали смее доилката да пие секаков тип на антибиотици? Така, секогаш треба да бидеме внимателни со употребата на антибиотици, како и во бременост, па особено во бременост и во период на лактација. Голем процент од лековите се излекуваат во мејчиното млеко. Има соодветна листа на антибиотици, ние точно знаеме кои антибиотици може да се употребуваат во бременост, односно се смета дека се безбедни во бременост, а кои треба да се избегнуваат. Па согласно со тие препораки се раководиме и во ваквите случаи, така да во случај на потреба на антибиотик, зависно од микроорганизмот кој што се смета дека веројатно е причинител или е докажан причинител на маститот, се даваат соодветни антибиотици. А во однос на нормално дека се смета дека се безбедни во периодот на доење, а во однос на општата влошена состојба, температура покачена, треска, малаксалост, во тој случај се дава симптоматска терапија. Значи, оние лекови кои што ќе овозможат намалување на температурата, намалување на инфламацијата, секогаш број еден избор ни е парацетамолот или ибупрофен, кетопрофен, лековите од таа група на нестероидни антиинфламаторни лекови. Меѓутоа и со тоа не треба да се претерува, треба исклучиво по индикација да се зава. Колку време најчесто трае антибиотската терапија? Колку време трае лекувањето на бактерискиот маститис? Најмалку треба да трае 5 дена. Тоа е минималниот период од 5 дена. Така. Треба лекување, нормално со хидрација, со измолзување, така да толку. Се случува ли некогаш да се јавува повторувачки маститис, да се повторува оваа состојба? Така, ризикот кај жени што имале маститис се смета дека е поголем за повторно појавување, тоа е, така да кажам, еден од ризик факторите. И во таков случај, па и секоја жена која што имала еднаш маститис треба да биде особено внимателна, било во актуелната бременост или во бременостите потоа, затоа што може шансите за појава на маститис се секако поголеми. Колку често ситуацијата се комплицира, односно се јавуваат гнојни чирови во дојката? Така, калкулациите се некаде околу 0,2 до 0,5% од маститите може да се искомплицираат со гнојни чепови во дојката. Тоа е веќе посериозна состојба која што бара посериозно лекување. Некогаш е потребен хируршки третман, меѓутоа може да се направи и пункција, односно дренирање на асцитот, одстранување на гнојната содржина од дојката со подолг период на антибиотски третман и со хигиенско-диететски режим кој што се препорачува за понатаму. Така, значи тоа е една веќе мощна комплицирана состојба. Колку често се случува маститисот да се лекува, а да не може да пројдат симптомите? Па сега се плашат
доилките да не дојде до појава на гноен чир? Па тоа е во принцип околу 0,2 до 0,5% се калкулациите на светско ниво дека маститот може да се искомплицира во абсцес. Инаку калкулации во однос на појава на маститот се некаде околу 10%, па некаде одат и до 30%, меѓутоа еве да речеме некоја вредност од 10% од доилките дека може да имаат ваков проблем, да се судрат со ваков проблем. Постои ли начин на превенција? Некоја хигиена, дали треба постојано да се мијат брадавиците или е доволно да се истушира доилката еднаш во текот на денот? Така. Помага ли тоа? Не треба да се претерува и со хигиена во смисла на постојано миење на дојките, затоа што сепак и тие самите формираат еден заштитен слој кој што и како има влијание за превенција на особено на пренос на инфекции, на појава на оние рагади кои што се релативно чести кај доилките. Меѓутоа, треба да се одржува хигиена, она што е клучно е воспоставување на доење. На тоа, барем во нашата болница Аџибадем Систина се води исклучителна грижа и исклучително внимание за сите жени кои што се пораѓаат да бидат добро едуцирани уште од почетокот за правилно доење, за воспоставување на доењето, за правилен режим на доење, за што се грижи комплетно персонал кој што постојано соработува со жената и ја едуцира како треба во текот на престојот во болницата и понатаму да внимава и да како би го обезбедила тоа континуирано, нормално воспоставено доење и би се намалил ризикот од вакви појави на стаза на млекото и комплицирање понатаму. Така, значи клучна е едукацијата и за самиот крај би сакала да ве прашам дали градникот исто така може несоодветниот градник да доведе до застој на млеко и појава на маститис, каков градник треба да носат доилките и дали воопшто треба да носат градник? Така, апсолутно дека градникот може да предизвика ваква состојба, особено ако е несоодветен, ако е многу тесен, ако прекумерно ги ја притиска дојката. Значи тоа е еден од ризик факторите, меѓутоа може да носат градник оние градници што се наменети за период на доење, да одржуваат добра хигиена на градникот и да бидат соодветна бројка, односно соодветно за големината на градите, како не би дошло до вакви несакани ефекти и ризик од појава на вакви компликации. Така и да сублимираме на крај дека е многу важно мајките за време на овој проблем, кога имат маститис, да дојат. Апсолутно да не се прекинува со доењето, да се стимулира доењето, колку е можно да биде почесто, да не се плашат дека во ваквата состојба тоа е ризик за новороденчето дека ќе се пренесе бактерија на бебето, ти обично тоа се плашат. Така, апсолутно треба да се продолжи со доењето. Многу ретки се случаите кога е потребно да се прекине доењето, меѓутоа исклучително ретки, не би ги споменувала апсолутно. Жените треба да продолжат со доење. Еден апел до сите жени што дојат да не се плашат од доењето, тоа е физиолошка работа, да вложуваат напор уште од почеток да се навикнат, колку побрзо се навикнат на доењето и колку подобро го спроведуваат тоа, ризиците ќе бидат помали. И во секој случај, доколку приметат било какво мало задебелување, грудка на дојката, нешто сомнително во однос на доењето, на вобрување на дојката, веднаш да го стимулираат колку е можно повеќе доењето, да ставаат топли облоги пред доење, да ги стимулираат каналите за време на туширање, така да тоа се оние први активности кои што може и сами да ги спроведат, а доколку е нешто покомплицирано и доколку состојбата не се нормализира, апсолутно дека треба да побараат помош и совет од стручно лице. Доктор Корнелија, ви благодарам што бевте дел од 0N+, и што вака убаво на гледачите им објаснивте како да го спречат овој проблем. Ви благодарам за поканата. Се гледаме повторно. Јас ви благодарам што бевте дел од 0N+. Гледајте на секој работен ден од 12 до 12:30 во рамки на утринската на Телма. Пријатно.